Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во овој термин, вие сте со Трета порта, политички магазин кој за вас сурфа во светот на интернетот и ви ги представува најинтересните коментари и анализи. Во оваа емисија ќе се задржиме на неколку главни теми: над меѓунационалните тепачки, препукувањето околу новата програма на опозицијата, кражбите на вредни предмети во Националниот музеј на Македонија. Почнуваме со тепачките и со колумната на Искра Опеческа во Нова Македонија. Опеческа во својата колумна насловена "Кој да се смилува да не ги спаси децата", упатува токму ваква порака и прашува што треба да се направи за да се прекинат меѓунационалните тепачки и институциите да стават крај на насилствата. Еве ја поентата на Опеческа. Осумина претепани малолетници во скопско село Стајковци, претепани момчиња во аеродром, на Битпазар, средношколски пресметки во Струга, крвави тепачки помеѓу членови на навивачки групи. Како никој сериозно да не ги разбира секојдневните пресметки меѓу децата, ниту полицијата, ниту транспортните предпријатија, ниту невладениот сектор, ниту партиите, ниту училиштата, а веројатно најмалку родителите. Затоа што ако не е така, како да се разбере фактот дека никој до денес не знае зошто 8 малолетници од Стајковци беа претепани во четвртокот вечер, или пак зошто крваво се пресметуваат средношколците во аеродром или во Струга, редовно пред секои избори. Оние на Скопското кале пред 2 години, како и честите пресметки меѓу членови на навивачки групи на спортските надпревари. Продолжуваме со колумната на професорката Билјана Ванковска, која се осврнува на повеќе теми, меѓу кои и на меѓунационалните тепачки. Колумната на професорката Ванковска е насловена "Албанско јо", и тука таа мисли албанско не во однос на одбивањето на Албанија да го уништи сириското хемиско оружје. И тука професорката елаборира што се постигнало со тоа, но подолу вториот дел на колумната се однесува и на тепачките. Тука професорката ја коментира, го коментира повикот на медиумот на албански јазик Лајм, во кој пред да почнат тепачките, Лајм ги повика родителите албанци да бидат внимателни, бидејќи во овој период секогаш имало тепачки. Тука професорката прашува дали повикот дошол намерно или случајно или не случајно, а еве го и незиниот заклучок. Есенската спирала сепак почна со претепани ученици од Стајковци, а по позната жална логика од другите бивши југословенски простори, Стајковчани веднаш му се одмазделе на првиот невин што им дошол под рака, без да чекаат истрага и интервенција од надлежните. Сега бараат полициска станица во селото, а министерката со чудна леснотија и гордост тоа го претвора во успех. Ова било доказ дека граѓаните имале доверба во полицијата. Човек не знае дали да плаче или да се смее, бидејќи жителите порачуваат дека немаат доверба во своите соседи албанци. Оние што потсетуваат на веќе видена сцена и на кале патриотизам, би било ред да потсетат и на една друга работа. Кале остана запомнето и по заменик министр што вадеше листици од раце на приведените, а никој не поднесе одговорност за случувањата. Продолжуваме со надписи на социјалните мрежи, бидејќи социјалните мрежи беа преплавени со коментари околу тепачките. Еве го статусот на новинарот Петрица Рачини. Вели вака: вечерва претепани деца во Ченто. Секоја година во овој период иста катастрофа. Ке страдаат децата, а ретко кога се фаќаат тепачите. Сега веднаш ке се јават оние што бараат од албанците да ги осудат тепачите во своите редови и обратно. Веќе има од оние што како виновник ќе ги посочат невладините и активистите. Сте реагирале за овој, а не за оној. Видена работа, дефокусирање, до потпалување на оганот што тлее и полека не гори, но никако да не изгори. Оти сите сме умни, не ја сркаме со години, подгреваната иста смрдена чорба. Трука Царачини подолу заклучува дека
наместо прашањата да се упатуваат кон невладините, кон активистите, кон партиите, дека одговорноста треба да се бара кај институциите. Еве подолу ќе видиме и некои од коментарите. Еве ова интересен коментар на некој корисник на Facebook, вели вака: Джабе збориш и пишуваш, полициските станици не работат навечер, позорникарската служба е укината и така натаму. Тука останатите корисници. Еве друг вели вака: а бе спремаат нешто па да одвлечат внимание, ништо ново. Тоа е едно од мислењата кое често се врти на социјалните мрежи. Еве подолу се јави исто така новинарот Оливер Ромевски, кој објаснува зошто полициските станици не работеле навечер. Драги пријатели, нашата полиција спроведува француски проект на жандармерија поради одредена француска донација. Нема позорникари, а полициските станици во Скопје и секаде во Македонија се затвораат во 22 часот, освен една. Полицајците патролираат во комбиња и на лице место може да направат само записник, а утре на теренане инспекторите ќе ја бркале работата. Тоа се поинтересните коментари. Продолжуваме со надписи на социјалните мрежи. Тука е аналитичарот Арсим Зеколи, кој е еден од оние кои го пренесува повикот на Лајм, кој потоа стана прилично голема тема за дебата помеѓу новинарите и медиумите, па така некои кажаа дека тој повик всушност укажал дека оние кои го пренеле знаеле дека нешто се случува. Еве го Зеколи коментира токму на тоа обвинување, вели дека му кажале дека тој е еден меѓу оние кои во медиумите е спомнат дека го пренал повикот на Лајм и дури го прашувале каде бил тој за време на тепачките. Па Зеколи вели вака: за жал, да повторам, нити еден од македонските медиуми не најде за сходно да позитивно парира на Лајм и упати апел до македонските родители и деца. И покрај моето укажување на таа недоследност, објавено неколку часа пред да се случи инцидентот во Стајковце, но подобро да не подсетувам, бидејќи сетеки ќе ме обвинат дека и за тоа сум добил информации, проследено со рефлекторски прашања за алиби. А каде бевте во четвртокот вечер помеѓу тоа и тоа време? Поради сето наведено, начинот на извртување и прикривање на вистините, уште повеќе се зацврстува мојот сомнеш дека нападите не се ниту спонтани, ниту емотивни, туку студено пресметани криминални маневри во интерес на политичките центри на одлучување. Сега продолжуваме со коментари посветени на ново објавената програма на опозицијската СДСМ и на оние кои ја критикуваат таа програма. Тоа се најчесто од припадници на владеачката ВМРО ДПМН, но тука има критичари од новинарите, од аналитичарите, а исто така имаме и коментари на темата со извозот на крставиците корнишони во Хрватска. Како што е познато, дел од медиумите го обвинија претседателот на СДСМ Зоран Заев дека негови роднини стојат позади тој извоз. Тој реагираше и рече дека тоа е клевета, дека тоа го нарушува неговиот углед и најави тужби за сите кои го спомнуваат во контекст со тој проблем. Еве почнуваме со колумната на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој вели вака: Заев нуди 2,4 пати поголема лага од Чекеринска. Тука и Димовски мисли на ветувањето на Заев дека колку ќе биде минималната плата во Македонија и вели дека неговото ветување е различно од ветувањето дадено од Радмила Шекеринска, од СДСМ. Еве ја поентата на Димовски.
Зоран Заев пред неколку дена ветува дека минималната плата во Македонија ќе биде 450 евра. И тука не секам да елаборирам зашто ова ветување математички и економски не е возможно во период од 4 години. А Радмила Шекеринска на неколку дена по него ја менува оваа сума, веројатно и сама разбирајќи дека Заев претерал со ветувањето и понудува нова од 10.000 денари. Да е мала разлика, ќе речеме сгрешиле во курсните соодноси, но овој пат не е тоа. Заев нуди за 2,4 пати поголема лага од Шекеринска. Тоа што ги менуваат ветувањата зборува за фактот дека никој таму не седнал да напише сериозна програма со сериозни проекти, рокови, средства, туку наределе список на ветувања за кои мислат дека ќе побудат интерес во јавноста, па како биде, нека биде. Така, продолжуваме со Facebook статусот на фан страната на премиерот Никола Груевски, кој всушност е негова цитирана изјава дадена во однос на програмата на опозицијата. Најголем дел од проектите на СДСМ се необмислени и се нафрлаат без конкретни бројки за буџет и рокови за изведување и завршување. Може да се каже извадени се од джеп. Имам чувство дека тие може да ветат дека минималната плата ќе биде 10.000 евра, дуплирање на годишните одмори, дури да речат дека сонцето ќе изгрева наместо од исток кон запад, обратно. И се ова се однесува на поголем дел од работите што тие велат дека се проекти. Нам ни останува да останеме фокусирани на реалните проекти и решавање на реалните проблеми. Одиме подолу да видиме и дел од коментарите, бидејќи има многу, вака ќе ги отвориме. Почнеме од погоре. Има прилично голем интерес за овој пост на фан страната на премиерот. Еве ќе прочитаме некои. Извесен корисник вели вака: 45 години ништо не направија. Сега пред смарт кој да го испуштија народот. Само браво Груевски, ти честитам за работата. Продолжи само. Тука веројатно се работи за некој корисник од диаспората, бидејќи употребува и англиски зборови. Еве друг вели вака: кучињата си лаат, карванот си врви. Народот македонски ве поддржува вас, премиере, господин Никола Груевски, и вашата програма која ја реализирате. Во секој жито секогаш има по некој трн, како овие СДС овчиња кои први треба да доживеат еволуција на мозокот, за да може да ги разберат сите ваши активности. Еве одиме надолу. Еве друг корисник вели вака: премиере Груевски, не се го троши времето напразно со губитници како СДСМ. Курсот на бродот на кој си ти капетан е одличен. Само напред, ја имаш поддршката на македонскиот народ. Фокусот треба да се насочи сега со масовно вработување на граѓаните на Република Македонија и подобрување на стандардот на истиот. Со почит, нема да го прочитаме името. Еве под него уште еден коментар кој е малку спротивен од претходните, вели вака: народе македонски, со какви идеи си ти? Доста беше, разбуди се, свести се, не спи. Може и ќе се разбудите ако си ја подпевнувате секој ден за мајани човечиња, оти се стрмоглавивме кон бездната со брзина на светлината. Тоа беа коментарите. Продолжуваме со колумната на Дејан Николовски, главниот одговорен уредник на Нетпрес, кој е еден кој ја објавија веста за извозот на корнишоните и кој е еден кој тврди дека тој извоз е поврзан со председателот на СДСМ, тој со неговото семејство
Зоран Заев. Па еве тука Николовски ги обвинува медиумите, вели дека некои медиуми вели дека откако тој кажал дека тој извоз е поврзан со Зоран Заев, никој друг не продолжил да ја пренесува таа приказна. Еве ќе зголемиме да се види. Николовски вели вака: тие се осмелиле да го направат тоа. Какви ли само луѓе се тоа? Гниди. Трујат за мали бизнис интереси, за ситна пара. Оној што е фокусиран во бизнисот да измами друг за ситна пара е ништо повеќе од една обична ситна душа, ништо повеќе од жган. Во фактурите на фирмата Тргов продукт за краставиците, затруени со пестициди, стои сума од точно 1.042.000 денари плюс 5% ДДВ. Пресметена во евра, тоа е точно 16.945 евра. Да му е страв на човека да помисли што би сториле за повеќе пари. Сигурно без никаков проблем овие луѓе би саделе краставици во Фукушима и потоа би ги продавале со декларации Made in Macedonia. Ова се обвинувањата на Николовски. Продолжуваме и со Твитер статусот на поранешниот министер за надворешни Милошовски, сегашен пратеник на ВМРО ДПМН, кој е прилично активен на социјалната мрежа Твитер. Еве еден статус посветен на краставиците, вели вака: пратеничката група на СДСМ е поделена на две фракции. Првата обожава корнишони, втората не може да ги свари. Одиме со колумната на поранешниот директор на НИП Нова Македонија, Панде Колемишевски, која се однесува на програмата на опозицијата. Опозицијата предложи програма да ја вратиме средната класа, па Колемишевски вели средна класа бедно положение. Колемишевски, кој е поранешен генерален директор на Нова Македонија во времето пред осамостојувањето и по осамостојувањето на Македонија, тука објаснува дека средната класа веќе не е погодена во цела Европа и прашува како тоа опозицијата мисли да ја врати средната класа. Еве е поентата на Колемишевски. Сепак, ако е за утеха, многумина социолози и економски експерти се согласни дека средната класа, која е сериозно разнишана со економската криза во светот, ќе биде прва што ќе го почувствува економскиот напредок. Може би врз овие сознанија СДСМ ќе ја гради својата стратегија за враќање и за освојување на средната класа, кога веќе ВМРО ДПМН им ги зеде работничката класа и селанството, како и администрацијата. Своевремено главната база носечки темели на југословенскиот комунизам и социјализам. Ренесансата на средната класа не би била толку лесно остварилив процес заокружен за кратко време, особено не во земја со наши развојни капацитети и со над 300.000 невработени. Продолжуваме со колумна на Љупчо Поповски од Утрински вестник, кој прашува во што верува Зоран Заев. Колумната на Поповски исто така е насочена кон програмата на СДСМ и тука Поповски прашува дали со популистички мерки може да се постигне целта и дали наместо популизам СДСМ треба да се насочи кон изворните вредности на социјалдемократијата. Поповски вели вака: сите досегашни предложени економски мерки од враќање на дел од ДДВ кај граѓаните преку скалистото даночување па до идеите за праведни пензии се дел од мозаикот на еден концепт со кој секој граѓанин треба да почувствува дека не е заборавен. Тој има малку допирни точки со лепливиот слоган да се врати исчезнатата средна класа. Тој е повеќе чувство дека осиромашениот македонец драматично уште повеќе осиромашува со секој нов ден, а богатите забрзано трупаат нови пари со секој нов час. Тоа личи на некој нов вид класна борба.
тука завршуваме со сетот колумни поврзани со програмата на опозицијата, со критиките, со анализите кон тој сегмент и продолжуваме со еден дел кој е речиси неизбежен во секоја трета порта, а тоа се колумните и анализите посветени на проблемот со името и евроатлантските интеграции. Значи, речиси да нема недела да голем дел од колумнистите, аналитичарите, новинарите, корисниците на социјалните мрежи, голем дел од просторот посветен на објавување на своите ставови, не посветат на овој проблем. Па така и во оваа емисија на Трета порта, повторно имаме блок кој е посветен на проблемот со името. Почнуваме со колумната на Зоран Димитровски, главниот и одговорен уредник на Нова Македонија, кој го анализира однесувањето на премиерот Груевски и претседателот Иванов и вели: Груевски и Иванов, патриотизам и еврофобија. Тука Димитровски се осврнува на изјавите на премиерот Груевски и на претседателот Иванов, на лаконските изјави дека ако Македонија не добие датум во декември, сонцето ќе изгрее и во јануари, или изјавите на сличните изјави на претседателот Иванов. И тука Димитровски вели дека тој не гледа ништо лошо во тој начин на изјавување, бидејќи веќе вели тоа покажува дека ние сме сериозна држава која преговара и која нема да се потресе доколку не добие датум за преговори. Но тука Димитровски прашува нешто друго. Вели вака: дали почитуван премиерот Груевски, сонцето во Македонија ќе изгрее во декември за европските стандарди и да речеме за копенхашките критериуми? Дали Македонија по декември конечно ќе направи попис на населението за да знаеме колку граѓани имаме, а колку гласачи? Дали сите граѓани што ќе завршат факултет или средно училиште ќе можат без партиска книжка да се вработат во државните или во локалните институции на власта? Дали од декември натаму фирмите на обичните граѓани, а не на луѓе блиски до партиите, братучеди на Заев или ваши, сеедно, ќе може да добиваат тендери во министерствата и во јавните предпријатија? Дали професор Иванов, вие, шампиону на цивилната демократија и граѓанските права, во јануари судството ќе биде навистина независно и непристрасно, а правдата достижна и неселективна, а не како досега партиски и политички арбитрарна? Продолжуваме со колумната на Ерол Ризаов од Утрински, кој исто така редовно пишува колумни и која исто така се однесува на изјавата на премиерот, па вели сонцето ќе изгрее и во декември. Ева е поентата. Најоптимистичката изјава на годината ја даде премиерот Никола Груевски. Најоптимистичката изјава на годината ја даде од Љубљана, ни порача да не се секираме, ако не добиеме датум за преговори со ЕУ во декември. Пак ќе изгрее сонцето во Македонија. Браво, премиере, сосема точно. Сонцето изгрева и кога е облачно, и кога не се гледа, и кога на многу луѓе им е стемнето. Обично сонцето во декември, кога свети на ведро небо, знае да загризе. Велат, тоа било сонце со заби. Мислам дека и овој декември нема многу да не огрее, бајги луѓе смрзнале на зимско сонце. Продолжуваме со колумна на Ѓорги Мисајловски, кој е поранешен дипломат. Колумната е насловено Папагалска теорема и тој вели дека Македонија мора што поскоро да го реши проблемот со името. Папагалската теорема се однесува на тоа дека нон-стоп се повторува дека за проблемот со името е виновна Грција. Тој вели тоа е познато и самото повторување нема да донесе ништо. Тука Мисајловски се осврнува и на наводите за можна тајна дипломатија и за вклучување на Европа во процесот на решавање на спорот со името, особено по посетата на Метју Нимиц на Берлин. Мисајловски вели вака: за тајна дипломација е доцна, многу доцна.
Проблемот со името мора да се реши утре, задутре е доцна. За тајната дипломатија требаше да се мисли по паѓањето на Берлинскиот зид, односно најдоцна кога се запука во Славонија, но за жал, македонските дипломатски кадри останаа во Белград до крајот на јуни 1992, кога веќе не постоеше СФРЈ, а Словенија и Хрватска веќе една година надвор од поранешната држава. Тајната дипломатија би имала ефекти во фаза пред најавениот распад на СФРЈ. Во тој период ние бевме збунети. Зашто зборува и референдумското прашање за независноста на Македонија? Сега ништо не е тајно, се е транспарентно. На сите им е јасно какво решение е можно. Зошто мудруваме? Картите ни се затворија, а имавме адути во своите раце. Еве ја колумната и на Ивица Боцевски, поранешниот вице-премиер и портпарол на владата. Тој вели бремето на белиот човек. Боцевски е редовен критичар на процесите околу преговорите со името и тука анализира зошто некои аналитичари, медиуми и западни дипломати велеле дека дека премиерот Никола Груевски е виновен за македонскиот национализам и дека тој го вметнал тоа. Па Боцевски вели вака: според нив, македонците одбиваат промена на името затоа што се жртви на националистичката и на популистичката политика на Никола Груевски. Па така, според ова толкување, доколку го нема Никола Груевски од политичката сцена во Македонија, веднаш ќе се најде решение за името и земјата ќе зачекори кон ЕУ и НАТО. Тој успел за само 7 години да им го испере мозокот на луѓето преку медиумската пропаганда, па затоа тие инсистираат дека се македонци, дека јазикот им е македонски и дека културата им е македонска. Кога него ќе го нема, луѓето ќе се разбудат од пропагандата и ќе заклучат дека предностите што ги нуди европската интеграција се доволно големи за да се направи таа мала жртва, па македонците да се откажат од своето име, идентитет и државност. Тука завршуваме и со овој сет на колумни посветени на проблемот со името и ќе продолжиме ќе завршиме емисијата со уште еден краток блок, а тоа се колумни и коментари посветени на неодамнешната кражба на вредни златни предмети од Националниот музеј на Македонија. Па така, оние кои прашуваат во овие надписи, главно прашање им е како тоа можело со години да се краде од музеот и никој да не примети, особено кога станува работа за вредни предмети битни за националната историја и култура. Еве, ќе прочитаме дел од размислувањата на Весна Дамчевска, новинарката, која вели: сакаме музеј со сите артефакти на број. Еве поентата, вели вака: најзагрижувачко е што осомничените или веќе уапсените за овие дела се луѓе од институциите задолжени токму за заштита на тоа богатство. И кај чезнатите златни артефакти од Музејот на Македонија, првичниот сомнеш падна на вработените, немаше знаци на провала. Во кражбата од Народниот музеј во Велес на сребрени монети беше уапсен тогашниот директор на музејот, а претходно од прочуената фаланга беа уапсени 19 лица, и тоа главно од Управата за заштита на културното наследство и од Музејот на Македонија. Одиме со колумната на уметникот Златко Теодосиевски, која е насловена Абсурдистан. Мислам дека само читањето на неговата поента е доволно да се разбере зашто му е целата колумна. Вели вака: и нормално, сите се загрижени за последниот грабеж во Музејот на Македонија. Јавноста е загрижена. Се обидува да ги открие причините. Дури и Лилчик е загрижен, дели совети, како што му прилега на директор на Управата за заштита на културното наследство. Демек музеите не биле доволно обезбедени. Богати. Добро утро, професора, та ние не сме знаеле. Само Министерството за култура е мирно и ладно, шприцар.
Мува не ги лази. Нема ни соопштенија, ни бутур, само ги пуштиле тоа пците што нагалено ги викаат инспектори да извршеле демек увид, после смрт болест. А што правеа до вчера? Колку години не си ја извршувале работната обврска, поим немаат што се случува во институциите. Со оваа колумна ја завршуваме оваа емисија на Трета порта. Вие бевте со уште една емисија која секоја среда во 19 часот и 15 минути сурфа за вас и ви ги представува најинтересните политички текстови. Останете со програмата на 24 вести и не заборавајте дека Трета порта не ви кажува како да мислите, туку ви ја презентира големата слика.